Простата биолошка причина или еволутивна причина да ја кажеме зошто нашето тело направило да биде толку лесно поправањето. Бидејќи од моментот од кога сме создадени до денес, низ целата историја на човештвото, стотици илјадници години наназад, никогаш не сме биле во денешната ситуација. А тоа е толку лесно да можеме да дојдеме во калориски суфицит, односно вишок. Толку лесно да биде сконцентрирана енергија да внесеме во текот на денот, без при тоа да испешачиме, не знам, 40 километри за да ја уловиме таа храна или да ја набереме. И сега ние, после толкав еволутивен пат и развој, сме ставени во ситуација многу лесно да се презаситиме со калории. И нашиот организам не ја предвидел таа ситуација и нема начин тој вишок на енергија да го изфрлиме од телото. Ниту преку урина, ниту преку фецес. Ако земеме вишок вода, например, нашето тело испланирало како да се ослободат бубрезите од тој вишок вода. Или некои други вишоци ако направиме. Но никогаш не помислила природата дека можеме да дојдеме во ситуација да претераме со калории. И еве, за жал, денеска сме во таа ситуација и затоа имаме пандемија на зголемена телесна тежина. Да ни стане јасно зошто е пресудно да има физичка активност. Пешачење, например. Но дека слабењето да се постигне во овој период, во ова време на хиперкалорична храна, без физичка активност, речиси не е возможно. Односно, физичката активност не мора да биде качување по планини, теретани или не знам како дома скокање пред компјутер. Мора да го има барем пешачењето. И ако го има пешачењето, тоа само по себе, се разбира во доволна количина, тоа ќе придонесе да се покрене метаболизмот.